zaognja сонцето денот, што го позлатувам. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа Употребивме во проценка. Во проценка, прочитай задачата. Едно мече има 29 килограми, за една година ќе има 12 килограми. Стави. Колку килограми ќе има двете мечиња заедно во една година ако имаат иста тежест? Добро, што направивте вие? Ние проценивме. Проценивте. Кој како процени? Тамара и Стефан го оцениле 70 килограми. Јас и Аце проценивме 80 килограми. И Андри 50 килограми. И кој беше најблиску? Најблиску беа, јас и Аце. А како решите вие, Ангел, што дојдовте најблиску? Како решите задачата? Решивме два пати исто. Два пати исто. Ти на што заокружи, Ангел? Кај заокруживаше? За побргу да процениш. Ја заокружив побргу Как? на 80. А, на 80, значи 29 на кој брег го заокружи? На која десетка? На трој. На 3. Така, 12? 12 на 20. А, На 10. на- Стратегијата дел цело. Ајде, кажи. Прочитай задачата. Прве, прочитай. Дел од теглите со мет се на едната полица, а дел на другата полица. Ако 14 тегли со мет се на едната полица, а вкупно се 39 тегли со мет, колку тегли ќе има на другата полица? Ај, сега како решите? Купно имало 39.
А защо тръгнахте от 39, от и това вие? От и това ние в Купльорен. Познато. Познато. Ови 14 тука ги изброихме и ги напишохме тука. А останатите, що ли остана овде тука, ги напишохме и ги окружихме. И каков отговорът е? И отговорът е на другата полица, че има 25 тегли. Браво. Айде сега, Айде. Стратегия е соцсъртеж. Да я представите задачата с соцсъртеж. Чита е задачата? На една полица има 13 тегли со мед. А на другата 12 тегли со мед. От първата полица се земени 5 тегли со мед. А от втората полица 3 тегли мед. Колко тегли останали на двете полици заедно? Како е? 13. Така, първата полица е 13. Първата полица е 13. Му вземихме 5. Му шкъртнахте? Му шкъртнахме 5. Так. А на втората се 12 му шкъртнахме 3. Значи, И заедно колко? заедно се 17. От 11 минус 5 са еднакво на 8. Първата. Ако от 23 тегли со мед, мечињата на Златка му дале неколку, на полицата ќе останат 17 тегли. Колку тегли со мед му дале мечињата на Златка? Како реши? Дай да кажи. Ние ја решихме, тука нацртавме прачка, а тука требаше да има 23. Зошто таму 23? Затоа што Знаете? знаеме дека вкупно биле 23 тегли со мед. А Останале колко? останале 17. Шо не знаевте само? Не знаехме кој е намалително. И сега тук трябваше да кладете едно X. Зато. Айде, сега како решите понатаму? 23 минус x е еднакво на 17. И x е еднакво на 23 минус 17 е еднакво на 6. Одговор. Мечината на Златка и даде 6 минус 5. Браво.